We haven't been close. Yeah, I really don't know when. I think they И покрај напорите на ЗНМ да ја заштити и промовира слободата на говорот и професионалното новинарство, состојбата на медиумите се влошува. Со ова нерамноправна борба, власта предизвика сериозни последици врз квалитетот на македонското новинарство. За жал, највлијателните медиуми денеска се контролирани од пропагандисти и спинери, кои се подготвени да ја жртвуваат честа на новинарството за интересите на политиката и заради нивните лични интереси. Овие луѓе ја компромитира улогата на медиумите и ја уништија и таа мала доверба на јавноста во медиумите. И тоа, впрочем, беше и целта на ова влада. Поразително е, после 25 години демократска транзиција, во Македонија да имаме малку слободни и професионални медиуми. Во Македонија новинарите се затвараат затоа што откриваат злоупотреби на институциите. Се тепаат затоа што ја критикуваат власта. Се казнуваат со високи казни затоа што власта сака да им ја затвори устата. Се прислушкуваат затоа што власта ги смета за државни непријатели. Се спречени да следат настани затоа што власта сака да ги скрие од јавноста незините слабости. Ова е еклатантен пример како едно професионално и одговорно здружение на новинари не може да ја превенира штетата врз слободата на медиумите кога со земја владе една неодговорна и авторитарна влада, кога парламентот на таа земја е умртвен и кога судството е зависно. Невозможна мисија е да заштитите медиуми кои не сакат да бидат слободни, затоа што нивните собственици се во коруптивни врски со власта, а на некои уредници поважни им се парите отколку новинарската етика. Но мораме да бидеме самокритични. Ние како новинари мора да научиме да речеме не. Не мораме по секоја цена да бидеме новинари. Новинарската етика е црвената линија која не смееме да ја преминеме по ниту една цена. И покрај се, ние немаме намера да се откажеме. Во актуелната политичка криза гледаме шанса да се направат системски промени на медиумскиот систем кои ќе предизвикат реални промени во медиумите. За животно дело е добро познат спортски коментатор и уредник на спортската редакција во Македонската радиотелевизија МТВ. Има 58 години искуство како активен новинар. Тој е учесник на првиот ТВ дневник на 14 декември 1964 година на Македонската телевизија. Коментатор на првиот директен пренос 1965 година. Има преку 2500 прокоментирани спортски преноси, од кои за јавниот сервис на самото место известувал, односно коментирал, од 7 светски првенства во фудбал, од 8 олимписки игри и 29 светски и европски првенства, одржани во многу спортови. Тој оставил своевиден белег во развојот на спортското новинарство и имиджот на јавниот сервис. Тој, дами и господа, е Атанас Костовски. Плакетата ќе ја врачи председателот на СНМ, господинот Насер Салмани.
Добитници на новинарската награда Јашар Еребара, кои ќе добијат по 10.000 денари и плакета за едногодишно остварување за истражувачкото новинарство во медиумите, има две. Првата од двете, наградата ја добива за сите три истражувачки истории што ги доставила. Првата е за нов клинички центар Мајка Тереза, чија изградба требало да почне пред 3 години, со пари обезбедени од Светската банка, а имало и свечено сечење лента од страна на премиерот и министерот за здравство. Архитектот кој го проектирал овој клинички бил замешан во серија корупцијски скандали и 2 пати бил апсен во Италија. Втората сторија е под наслов "На децата со аутизам им се дава лек сличен на варикина". И трето е за тендер на Министерството за здравство кое може да ги банкротира болниците. Овие три истории ги направи Менче Атанасова, Точи од Нова ТВ. Наградата ќе ја додели колегата Горан Трпеновски. Втората награда, Јашер Еребара за едногодишно остварување за истражувачко новинарство медиуми, ја добива за истражувањето со проблемот помеѓу пензионерите и Фондот за пензиско инвалидско осигурување, пошто на голем број на пензионери им е прекината пензијата од страна на ПИОМ, бидејќи при проверка на статусот на корисници на пензии, не сите пензионери постигнале да докажат дека се живи. Дами и господа, Светлана Дарудова, Дневник. Дали некој од наградените колеги би сакал да се обрати на присутните кратко? Господине Костовски. Најверојатно најкратко, зашто сите ваши очи се вперени таму. Коктелот ќе започне од кога јас ќе завршам. Дозволете во името на наградените колешки, во моје лично име, да го честитам нашиот јубилеј, 70-те години, и се разбира да се заблагодарам на жирето што вечерва нас те награди, а на моите прекрасни колешки да им посакам по неколку години да се најдат на ова место кај што сум јас сега, да бидат носители и на наградата за животно дело. Благодарност и до моето семејство, до сопругата и синот. Знаете, тие поради спецификата на мојата професија, на нашата, нема семеен неделен ручек. Паметам 1973-та олимписката година, ниту еднаш во недела не седнавме сите заедно. И благодарам за трпението. Инаку во новинарството влегов 1955 година пролет беше со една карикатура. Во студентски збор од мојот прв учител, главниот и одговорен уредник Мирко Миронски, запамти: пишувај за она што со твоите очи ќе видиш, а она што со сопствените уши ќе чуеш, провери го најмалку барем 2 пати. Вистината секогаш треба да биде во преден план. Направив трансфер 1964 година по барање на Иван Тошевски Вања, главниот уредник на телевизија Скопје, поминав од млад борец во телевизија Скопје, која некаде на крајот на 1964 година требаше да започне со своја редовна програма. Ми рече: бирај каде да учиш телевизиско новинарство. Белград, Загреб, Љубљана. Отидов најдалеко, во Љубљана. А првиот ден вече работа беше, се сеќава, 5 ноември 1964 година во Америка, преседателски избори.
Товариш Костовски, кога почнуваат изборите по наше средноевропско време? Велам, најверојатно негде го пладне 13-12 часот, гледам, не е задоволен, сватив дека не сум во право, слегов еден кат подоле во документацијата, познато лице, интерпретаторката на западни мелодии Маријана Держај, брзо го решивме проблемот и брзо триумфално се качува по наше средноевропско време изборите, ако и таму избирачките места ги отвараат во 7, започнуваат во 13 во Нью Йорк, во 16 во Лос Анджелес. Се насмевна рече, ја знам јас добра таа временска разлика. Знаеш кај е твојот Вајно сега? Таму во Америка од кај што јас се вратив. Запамти, вели, во новинарството, никогаш немој да пласираш непроверен податок. Ни беше лесно тоа да го на некој начин спроведува, затоа што во спортот, знаете, на крајот резултатот е точен, секојаш е вистинит. Ама новинар, па јас погледував и на лево и на десно и ја пласирав својата вистина и знаете што ми се случи? На крајот на минатиот век, во последните мои новинарски денови, од работниот стаж се разбира, ми го одзедоа правото на слика и на тон. Затоа што ја пласирав својата вистина. Со задостојање го благодарам и на Мирко, и на Бено, и на Солдат, и на Ивко, кои ме научија, а вам тоа ви го препорачувам. Вистината во новинарството е единствена. Нема делење, само една единствена. Да сте живи и здрави и довидување по 10 години на следниот јубилеј, нашата 80 годишнина, а сега сепак Ломлен ќе ви означи кога е старт на коктел. Менча Атанасова Точи. Благодарам, колеги. Благодарам, господине колега Костовски. Што да се каже, а да не биде клише, Насер веќе се кажа. Освен тоа што јас ќе додадам дека во овие турбулентни времења сепак има надеж за македонското новинарство да се врати на цврсти нозе, вака преку истражувачки истории и со почитување на новинарските стандарди. Јас тоа го правам, а го прават и добар дел од моите колеги. Сакам да се заблагодарам на ЗНМ, да го честитам јубилејот, да се заблагодарам на моите колеги во Нова, кои што додека трчаат по дневно политички настани, особено младите, ги гледам тука и гинат. Јас таму ете нешто чепкам, истражувам, на основачите Боријан Јовановски и Билјана Секуловска, кои што го поддржуваат истражувачкото новинарство, на моето семејство и на моите родители, на кои што во животот не стигнав да им се заблагодарам. Ви благодарам. Светлана Дарудова. Најпрви да се заблагодарам за наградата. Сакам да кажам дека ми е мило што ние во Дневник ја отворивме оваа тема со проблемите на пензионерите. Проблем кој што верувајте, не го знаеја дури некои од председателите на Сдруженијата на пензионери од општините. Значи, самите председатели на Сдруженијата не знаеа дека нивните членови имаат проблем со потврдите за живот и им се случува од најразлични причини на време да не докажат дека се живи, па да останат без пензија. Такви примери имаше многу. Пензионерите се чувствуваа недостоинствено, беа очајни, бидејќи нема основни средства ниту за најосновните потреби, како што се лекови, храна, одење до болница и така натаму. Се сеќавам добро дека после последниот текст и поминато време еден од пензионерите рече дека конечно добил документ на домашна адреса во кој што стои дека веќе ме уредено
во кој законски термин треба да докаже дека е жив, се со цел за да не остане повторно без пензија. Се надевам дека пензионерите во иднина нема да имаат вакви проблеми и дека ќе се чувствуваат подостоинствено. Го честитам јубилејот и уште еднаш се заблагодарувам за наградата. Честитки на добитниците. Сега, еден мал исклучок годинавам, се разбира 70 години се слават само еднаш. Едно мало внимание председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија ќе отдаде на посредникот во преговорите за излез од правно-политичката криза во која е завлезена Република Македонија. Затоа ќе ве замолам вам за едно внимание, ваму кон нас, а господинот Селмани да му врачи ни мало внимание на Питер Ван Хојтер. Питер е голем пријател на новинарите. На овој начин сакам да му се заблагодарам за тоа што стана многу популарен на Твитер со неговите мачиња. И затоа денеска му поклонуваме маче. Good evening. I just was thinking, if you would be the working group who had to negotiate on media, how much time would you need to solve these problems? 2 hours, 3 hours, one evening? I think we could do it, all of us together. A good solution. Ми падна на ум една мисла, кога ве гледам сите вас заедно. И се мислев колку време ќе ви беше потребно на вас, почитувани пријатели, за да ги разрешите проблемите околу преговорите за медиумите што ги одржуваме. Дали ќе беа потребни часови, денови, недели или слично. Но мислам дека заеднички би го решиле проблемот полесно. There are many problems, of course, and I cannot always every day publicly say and state what are the problems. Има многу проблеми и нормално не можам да ги секој ден да ги истакнам кои се проблемите. And the situation is very serious. И ситуацијата е многу сложена и сериозна. In the country where I come from, Belgium, we had a serious crisis with possible terrorist threat. Во земјата од каде што доаѓам во Белгија имавме голема опасност од можни терористички напади. So the police asked not to communicate anymore anything on Twitter. И полицијата ни наложи да не комуницираме ништо никако преку Твитер. So what did we do as good traditional Belgians? With a little bit of humor and irony, we start tweeting cats. И како белгици со малку иронија и со хумор почнавме да твитаме мачки. So last week I was a bit desperate, I have to admit. I thought this is going nowhere, what can we do? И бев малку очаен и реков ова не води никаде. Што да правиме? So I said, let's work with the cats. И реков да работиме со мачките. And I am very happy that in a sense it's a kind of success that people like it. И на некој начин многу ми е мило што на некој начин на луѓето им се допадна тоа. It's a non-conventional answer to the many problems that you are facing on a daily basis. Тоа е невообичаен одговор на проблемите со кои се соочувате на дневна база, секојдневно. And solving problems always starts with a good laugh. Humor is essential to start solving problems. И еден од начините за решавање е значи со голема љубов. Исто така и хуморот е многу добар начин за решавање на проблемите. It doesn't mean that the problems aren't serious. Тоа не значи дека проблемите не се сериозни. I would like to mention a few of them, but you know it better than I do. Би сакал да истакнам некои од нив, но сум сигурен дека вие ги знаете подобро од мене. Essentially is about media freedom. И всушност се работи за слободата на медиумите. The right
And I can tell you this as a former journalist myself, a former colleague, И можам да ви кажам како поранешен ваш колега, the right to do your thing, значи правото да ја работите вашата работа, to really write it the way you want it, на начин кој што вие сакате да го направите тоа. to check your facts, Да ги проверите вашите факти, to be critical, да бидете критични, to analyze problems, да ги анализирате проблемите, to make your own conclusions. да извлечете ваши собствени заклучоци. This is the job of good journalist. Ова е работа на добриот новинар. And I'm incredibly happy to see over the last couple of weeks that yes, there are many good, competent journalists И around. мило ми е да кажам, многу ми е драго да кажам и се уверив во последните неколку недели дека во земјава има навистина добри, посветени и компетентни новинари. But often you don't get information. Но не добивате информации. If I go to the office of the Auditor General, I get some information, but you don't get any information at all apparently. Ако одам, јас, например, делумно добивам некои информации, но вие не добивате никакви информации. Information is the starting point of any good journalism. Without information, you are dead. Информацијата е почетна точка за секој добар новинар. Без информација, практично сте мртви. Information is of course not everything. You must also be able to write what you want to write. Исто така, освен информацијата, треба да бидете во можност да пишувате. And there I hope that we will be able the coming weeks and months to bring back this issue to your country. И добре се надеваме дека после неколку недели и месеци добро е што ги враќаме овие прашања назад на разгледување во вашата земја. It's about the freedom to breathe. Значи како право на дишење. It's about the freedom to say what you want to say. Право да го кажете тоа што сакате да го кажете. Without any fear. Без никаков страх. Without any pressure. Без никаков притисок. Without any threat. Без никаква закана. And it's about the freedom to express who you are yourself. И слободата да се искажете кој сте вие, значи вашата личност. And I'm sure if we would have to decide on this type of media freedom, we could do it today. И ако би можеле да одлучиме за ваков вид на слобода на медиуми, би сакал би го одлучиле вакво како што е вечерашно. And you have my commitment, and I will very firmly repeat it again. We will do our utmost to fix the current problems and to make sure that things start working again. Ја имате мојата заложба, ви гарантирам за тоа и ќе се обидеме да ги вратиме работите на вистинскиот колосек во оваа земја, за да истите почнат пак да функционираат. So please don't give up, continue, move on, move Затоа forward. не се предавајте, одете напред, борете се.